Така, нашата екипа денеска е на приватниот камп кај Гевгелија. Овдека сме да ја видиме состојбата, што се случува, како бегалците ги минуваат оние часови додека дојде организираниот превоз и транзитираат кон север. Овдека на приватниот камп тој полека почнува да изгледа како мала населба, од бањи, од игротеки за деца, шатори каде што се полни со клупи, каде што мигрантите, односно бегалците, можат да остануваат и по неколку часа до својот превоз. А каква е состојбата токму тука на приватниот камп, денеска гостин во вестите ни е Слободан Митровиќ од Црвениот крст. Слободан, добре дојде во вестите. Кажи ми каква е состојбата. Колку ние можеме да се справиме со оваа бегалска криза која што се соочуваме веќе неколку месеци, што и се им се нуди овдека во овој приватен камп на бегалците? Така, значи овдека од самиот почеток, како што се изгради овој привремен транзитен центар, Црвениот крст е присутен на терен со 24 часовна поддршка во медицинска помош и логистичка помош. Она што првично им се нуди од страна на Црвен крст е секако медицинската помош на сите оние помалку и повеќе хитни случаи, кои што доколку се покомплицирани, соодветно се испраќаат до најблиската здравствена установа, односно до локалната болница. А во однос на логистичкиот дел, првично лицата се згрижени со храна и со вода, како најпотребни ресурси, а понатаму соодветно промените на временските услови се повеќе се застапени, зимската облека, кебињата, како и вреките за спиење, со кои што располагаме во доста голем број тука во Гевгелија и за сега ги задоволуваме сите оние потреби кои што ги имаме на терен. Така. Видлива е присутноста на голем број бегалци кои што се во моментов тука. Вообичаено по колку време се задржуваат тука? Зависно од луките на надлежните органи овдека, како би патувале тие групи на луѓе, не повеќе од 2 до 3 часа, дали се чека воз или истите соодветно се препраќаат на автобус или такси. Но за сега значи нема поголеми задржувања, во суштина луѓето транзитираат, а тие што имаат потреба да се задржат малку, има соодветни места за одмор каде што истите можат да ги искористат. Така, храната и водата како првична помош е она која што им се нуди на бегалците, но овдека во приватниот камп имаме и бањи со топла вода, имаме игротека, видлива е присутноста на хуманитарците кои што нудат и топли напитоци од типот на чај, супи и така натаму. Така, значи како што гледаме на теренот да се како се присутни тука и УНИЦЕФ со свој простор за занимавање, да кажам, на малите деца, каде што подолго време се чека во однос на зависно од групата. Исто и неколку невладени организации кои што даваат помош во храна, но покрај онаа помош што споменав тука, исто така Црвениот крст во последниве неколку дена веќе почна со 24 часовна достапност на топол оброк и чаеви. Така да и како еден додаток, да кажам, во однос на исполнувањето на нашите цели и потребите на бегалците. Так, јас ти благодарам, Митровиќ, и се надевам дека и понатаму ќе ми се пружи неопходната помош на сите бегалци. А колку самите бегалци се задоволни од она кое што им се нуди овдека на приватниот камп кај Гевгелија, ќе слушнеме од нивните изјави. We thank the government of Mersin. Everything is here. We have all. Многу сме задоволни од македонските власти. Имаме се што ни е потребно. Топли напитоци, храна и вода. Бањите работат безпрекорно со топла вода. Единствената мака е што минуваме голем пат до крајната дестинација. А за овде, во овој камп, само пофални зборови. The food is good. Да, ни даваат храна и вода, имаме се како основни потреби. Малку потешко е со облеката, односно со одветна, но генерално сме задоволни. Нашата екипа и денеска останува овдека на приватниот камп, но секако ќе ја следиме состојбата и на каменот 59, каде што мигрантите кои што доаѓаат од Блискиот исток, каде што немаат војни и понатаму и денеска со револт, со зашиените усни, со транспарентите во раци и големата нервоза кај нив го искажуваат револтот кон одлуката на Европската унија да не може да поминуваат кон север.